Лека ноги, драги гледачи на новостите од вчера. Ние сме Ацо и Јована, а вие технички ја гледате првата епизода од оваа година, во која што имаме и нова техничка влада. А ние кроце по кроце чекор за сите. Ќе одговориме и неколку технички прашања. Така ли, Ацо? Така, Јована. Па да почнеме. Дали техничката влада го помина техничкиот преглед? Тие сите велат на прв поглед дека се одржувани, дека ги возел само еден газда, меѓутоа по техничкиот преглед се гледа дека се прилично извозени од партијата. Како помина нашите технички полицајци на техничкиот протест каде се палеше канабис? Технички, а и фактички, македонскиот филм Медена земја доби номинации за Оскар во 2 категории. Па ќе поразговараме и со двајца технички филмски експерти. Значи, со ова ледена земја, ако не земе тоа златен атлас, како се вика тоа америчка златна бувамара, ако не земе 100%, зимаме 90% зимаме. Бог да го прости саја. Ке дознаеме какви се проблеми има нашево технички неисправно судство. Ајде не го тупиш, Јована. Технички треба да започнеме со емисијава. Останете со нас. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Гелот Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс гел. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите 2 години. 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра, со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на Комерцијална банка. Подгответе ги највкусните домашни специјалитети со керамичките тави Ромертопф од купон плюс акцијата на Тинекс. Препознатлив германски квалитет. Рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба. Обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 декември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со соодветна доплата изберете плитка или длабока керамичка тава Ромертопф и разбудете го духот на традицијата во вашата кујна. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Одлични вести ни доаѓаат од бизнисот. Македонскиот Джеф Безос, Бил Гейтс, Илон Маск, Джек Ма и така натаму, господин Кочо Ангјушев се врати во бизнис водите, држејќи се на зборот дека се откажува од политиката. I'll be back. Ке речат познатите глумци Оливер Спасовски и Шварценегер, а по нив и господин Кочо Ангјушев. Тој се врати во бизнис и тоа на голема врата брата баш пред новата година. Имено господин Кочо Ангјушев од државата доби тендер од 99 милиони и 160.000 денари или 1,6 милиони евра или 3,2 милиони марки за снабдување на Министерството за одбрана со електрична енергија. Браве, Кочо! Имаме нова техничка влада, технички премиер, технички министри, заменици министри.
Но дали некој се запрашал кои се овие луѓе? Од каде потекнуваат? Какво сиви имаат? Дали овие технички министри и заменици се квалификувани да носат одлуки? Дали ги исполнуваат стандардите пропишани со законот? И конечно, дали освен тоа што се политички подобни, се навистина и технички спремни за оваа одговорна функција? Така е, студио, за да дадеме вистински одговор на ова прашање, моравме да дојдеме на вистинското место. Секако знаете, тоа е станицата за технички преглед Ветинг, каде што ќе поразговараме со главниот инженер, господинот Марко... Беркшир, јас се викам Марко Беркшир. Беркшир. Господине Беркшир, може ли малку повеќе да ни објасните што всушност вие работите? Нашата работа е многу одговорна, знаете. Ако сакаме да станеме сериозна држава, ние мора да ги исполнуваме стандардите технички што се на Европа. Така да ние овде практично вршиме технички преглед на кандидатите што се за функционери и министри. И како ги исполнуваат стандардите? Видете сега, тие сите велат на прв поглед дека се одржувани, дека ги возел само еден газда, се гледа дека се долго време возени од партијата, да не речам дека се извозени. Што да речам, некој му капе улје, втор нема јајца за да биде функционер. Третиот пак има јајца, меѓутоа кај некого во филка се ставени, некој нема рачна кочница воопшто, што да ви речам. Тоа значи дека нема поминат? Па, да бидеме реални, сега тие не ги исполнуваат стандардите за да поминат, меѓутоа знаеш како ни се јави од горе, велат, ве молам, пуштете ги секако за кратко се сега овие, само да ги извозиме за една вожња ни се велат, после од април ќе имаме нови, посериозни кандидати, што јас искрено не верувам. Чекате малку, ни техничкиот премиер не го бива? Што да ви речам сега, видите, тоа има извонредна шасија вака, има модерен дизајн, полукабриолет е. Меѓутоа, документите му се празни, нема некоја историја, не се знае колку километри има поминато, а знаете какви се партиските шофери денеска тоа е. Меѓутоа, да не бидам премногу груп, сепак мислам дека ако сакаме да бидеме сериозна држава, крајно време е да почнеме да увезуваме функционери што се надвор склопени и така може да не биде само. А младиве ги исполнуваат стандардите? Тие ги исполнуваат, меѓутоа тие не се за функционери. Тие се тука само технички преглед за да може да се регистрираат, знаете. Ајде одете да. Бидејќи без регистрација нив нема да ги пуштат во странство, знаете. Студија? Ти благодариме, Или Салфета. А ние продолжуваме со вчерашни. Ацо? Шо бе, Ацо? Нема више, Ацо, јас сум новиот технички водител. Кажи, што треба да читам? Оди на најава број 9. Нова мерка против загадувањето е на повидок од страна на владата, со што ќе бидат заштитени голем број на граѓани од штетниот воздух. Значи 6.548.000 евра за набавка на 1500 нови видеолотариски терминали. Како што кажа Иле, владата набавува коцкарски апарати за 6,5 милиони евра. Па така коцкарите ќе бидат повеќе во вентилирани и затворени простори и ќе се намали ризикот од нивно дишење на штетните PM2,5 и PM10 честички. Оттаму ќе стартуваат и програма со детски апарати, кои ќе функционираат со пари за монопол, само за забава, како децата би биле ем на чист воздух, ем спремни за еднината. Тие најавија дека во коцкарниците ќе има и лихвари вработени од државата, кои ќе и даваат пари на субвенционирани камати во корист на граѓаните. Браво бе, дечки, стај ми 500 на тројка. Пред 5 години Македонија ја погодија бомбите на Заев, кои резултираа со многу промени, како што се повеќе прегледи на видеата на YouTube каналот на СДСМ. Занимација на народот, формирање на СЈО, пропаѓање на истото и многу обвиненија. И ниту еден осуден. Апропо тоа, студењето за случајот TNT повторно се одложи, овој пат со докторска рецептура. За тапкањето во место на нашето судство, повеќе од нашата Елисалфета Крстич Поп Мајбах. Така е, студио, јас требаше да поразговарам со еден од адвокатите, на еден од обвинетите, на еден од предметите на СЈО.
Бог да го прости ја, не мислам адвокатот. Меѓутоа, заради тоа што не му била доставена уредно поканата, ќе мора да го почекаме за понатака во емисијата. Вие продолжете. Добро, ќе се вклучиме подоцна со колешката Мајбах. Аца? Бе, каде да е техничкиот водител? По крстот отиде. Ќе се врати кај Крстот? Ево, ајде, читај. Центарот на Скопје повторно во чат, но овој пат не се PM10 честички, туку нешто сосема друго. Разочарани што опозицијата го блокира законот во собрание, а ИСТ го предложи пред неколку години, производителите на канабис се решија за драстични мерки. По неколку неделните закани, Синдикатот за одгледување на цветот канабис ги оствари ветувањата и во знак на протест ја запали реколтата пред владата. Како помина протестот, на линк ќе ни кажат нашите омилени полицајци Алфа и Буби. Го гледаш ли она? Го гледаш она ондаво? Не, кој? Оно онамо. Кој? Оно бе брат кај корпата онамо. Кој е корпата каде? Оно бе брат кај корпата онде. Кој? Онамо. Кој е? Ото она бе онде нели го гледаш кај корпана. Не го гледам кој. Она бе брат онамо после корпата гледаш онамо. Каде после корпата? Онамо бе брат оно. Оно наквото ли? Го гледам оно наквото. Кој? Доста беше. За жал, немаме цела емисија за ова, па да се вратиме на вестите. А сега повторно ја вклучуваме Јели Салфета, која зборува со адвокатот на еден осуден од бомбите. Да видиме дали конечно го пронајде. Не, студио се уште не е појавен затоа што не ја добил поканата на јазик на кој што зборуваат најмалку 20% од населението, па потоа ние моравме да ја преведеме и повторно да му ја доставиме. Меѓутоа, ни вети дека ќе се појави 100% до крајот на емисијава. Само што не стигнала правдата. Ти благодарам, Јели Салфета. Правдава ако со македонски железници да доаѓа. Мала и несмешна шега, затоа што транспортот ги представува вените на една држава и тука нема ништо смешно во затнати вени и артерии. Но ние продолжуваме со вчерашни. I'll be back. Среќна вест. Нови капитални инвестиции се случуваат во земјава. Тие ќе го подобрат квалитетот на живот, ќе донесат и странски инвеститори кои само што чекаа на граница. Во владата на Република Северна М беше подпишан договорот за изградба на 2 километра автопат. Да, 2000 метри автопат. Да, овие 200.000 сантиметри автопат ќе водат кон граничниот премин Блаце кон Косово. Таму владата планира 4 наплатни рампи со што би се регулирала и брзината на возачите, за да не се доведе во ризик нивниот живот. Па нека ни е со здравје автопатот. А сега да видиме дали конечно дојде адвокатот кај Јели Салфетка. Ало, тука сум јас. Само камерманот ми кажа дека оваа ваша новинарка се пензионирала веќе, така да ќе мораме да го одложиме ова додека не најдете некој новинар или новинарка што нема да се пензионира во меѓувреме. Дали ова значи дека ќе треба пак да ве бараме? Па нормално дека ќе треба. На 2 јазика? Не, како 2 јазици. Првен ќе ме барате на македонски. Па нема да бидам дома. Па после ќе бидам болен. Па тек тогаш ќе барам да ме барате на албански јазик. Па пак нема да ве разберам и ќе ви барам толкуваш. И после? И после ќе барам изземање на репортерката, па најверојатно негде околу 14-та сезона ќе ви давам одговори. Ви благодарам. Нема проблем, секогаш сме тука за соработка. No comment. А ние продолжуваме со вчерашни. I'll be back. Македонијо, пуштај ногти да имаш што да грицкаш на 9 февруари. Огромна радост за секој нормален граѓанин на Македонија. Донесоа 2 номинации за Оскар на преубавиот филм Медена земја. Новите клинци ке викаат дека живееле во времето на Атидже, а Тамара, Љубо, Самир, Феко, Атанас и останатите секако ке испишат историја. Но зошто Медена земја сигурно ке добие Оскар, детално ке ни објасни еден експерт. Филмски експерт? Не, мислам дека експерт од Facebook, што му дава особена тежина на мислењето. Да погледнеме.
Ајде брат, се гледаме. Многу ти е добар моторот. Ама што да кажам ја? Значи со ова ледена земја, ако не земе тоа златен атлас, како се вика тоа америчка златна бувамара, ако не земе 100%, зимаме 90% зимаме. Извини што ќе те прекинам. Оскар е тоа. Извини, јас што те прекинувам тебе, Црни. Како да ти кажам, бе? Дојда таму луѓе овој мигаат се како да не освоиш кога преш за мед. А како викаат старите, мед и млеко е за најбоља работа. Сега овие направат за мед, овие може да направат за млеко некој. Ти тегне млечна земја, малце да... Извини што те прекинам. Мала дигресија. Те гледам збориш, али немаш искуство. Ја имам играно кум. Али Копола, таа сцена ја која што играм, ја извади намерно. Извини што ќе те прекинам. Кажи дека историски моментов, разбираш се. Абе, Црни, извини ти, јас што ќе те прекинам. Отидоа таму, ќе викаат најболе сте, не знаеме што да ве сајме у две категории. И за најболе филм, и за најболе документарец. Па нема, за да си најболи у свет мора работиш, бе, брат. Не ти е его трипои, мего трипои. Како викаат, мора да си у дух со времето. Дечко, извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Значи, за филм истовремено треба си in и out. Ја, например, сега треба у еден филм да играме на опасна сцена и тоа без каскадера. Извини што ќе те прекинам само, извини. Памтя мислата. Кажи за Атидже. Извини што ќе те прекинам. Там Мерил Стрип вика, абе, знаеш, мене ми е инспирација Атидже. Па како не ти е инспирација? Седно е прави муабет со пчелите. Отиде таму на 20 фестивали и викаат на ти ги наградиве најбоље. Дечко, извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Че ја на Санденс со Роберт Редфорд требаше да снимаме шпагети вестерн. И една пицерија требаше да ми биде спонзор. Абе, друже, извините, јас што те прекинувам. Ама вие Санденс зема ако од шала го освојаве, а Санденс ви е само загревање за Оскар. Извини, само ќе те прекинам, памтя мислата. Извини, ти ќе те прекинам. Кажи за Паразитот. Стварно и тие најболе. Али ти се у категорија за неенглески филм. Ама не можеш, бе, брат, со нашиве примеру документарец не можеш. Они редефинира тоа што е документарец, што значи. Памтя мислата, извини, и ти памтя. Оскар е. Извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Дали може да ме запишеш, пошто немам пари у моментов, затоа што една вчера ми обегаше дека ќе ми даде и не ми даде. А една друга утре сигурно ќе ми даде. И викам тура одма. Друже, извини, јас што ќе те прекинам са. Црни, те молам да му дадеш на човекот, таа гледаш некоја фукара го излажала дека, дај му да се напие. И сакам да кажам уште нешто. Абе, ако не ни дадат сега Оскар за ова ледена земја, абе не ти гледам више. Гајле ми е дали кида таа Миланка LGBT, гајле ми е, како ти кажам. Све е наместено више, ако наместо ти тоа не гледам више. Дали ме разбираш? Да. Што да бе, што? Што разбираш? Ај кажи ме, од кај ти разбираш? Не сум доктор на науки на ФДУБ. Извините што ќе ја прекинам. Мала дигресија. Дали може да не се прекинуваме затоа што цело време не се прекинуваме, стварно цело време. Ја време викам да не си упајам ти од преска ми Извинете што ќе ве прекинам, но мора да продолжиме со некои побитни теми. Така ли е, Јована? Не, Ацо, јас сум Јели Салфета и сум вашиот технички водител. Па да продолжиме. Конечно на државните, приватните и нелегалните факултети ширум земјава почнува нова наставна програма, која ќе треба да го подобри образованието и да не внесе многу погоре на шангајската листа на рангирање на универзитети. Со новиот предлог закон никогаш не е касно, тоа да ви е јасно, се предвидува изучување на македонски јазик на секој факултет. Со тоа се овозможува сите кои се запишуваат како неписмени на факултет конечно да се описменат и да станат рамноправни членови на општеството. Се смета дека дури 70% од младите на овој начин ќе добијат знаење од македонскиот јазик, а оние кои знаат барем 16 букви од азбуката во голема и мала верзија ќе бидат ослободени од учење на македонски јазик еден цел семестар. Оваа вест беше добро прифатена од учениците во основното и ниското образование, кои таму ќе учат јазик помалку, па ќе може да се посветат на вевчанскиот, австрискиот, санмаринскиот, ватиканскиот, исландскиот, лихтенштајнскиот, кипарскиот, тринидад и тобагискиот, џибутискиот и многу други јазици. А ние продолжуваме со вестите. I'll be back. Како што јавуваат експертите кои не знаевме дека воопшто постојат, законот за јазици бавно се имплементира. Да видиме во што е проблемот.
Како што велат експертите, државата се уште нема капацитети да ги спроведе на дело сите закони и акти за законот за јазиците. Ајде бе, ова многу споро иде бе. Но, да продолжиме со вестите. Јована, идам ја фаќам крст. Крстот да го фатам. Како технички водител, сега ти си наред. Ајде. Да. Оваа епизода многу го тупевме за техничките министри, влади, мади, водители, ти реков ми рече. Но што ќе се случи ако здравството добие нови заменици и технички доктори, ќе видиме у новата епизода на Клиника Македонија. Ја мислам дека треба да му исечеме десната нога. Јас како заменик морам да ставам вето, може, ама само до колено. Ви вака технички, ова му доаѓа као сунет на нога, така да јас се слагам. Дечки, не сме се разбрали, ја дојав само да ми препишете рецепти за грло што ме боли, не сме се разбрали. Види, значи ние знаеме што е најболje за тебе. Еве, например, ќе му исечеме пола нога, али ако му исечеме пола нога, ќе треба да му извадиме еден бубрек. Таков ли е пакетот? Лев или десен? Ќе фрламе паричка, бе? Може. Ева паричка. Така е. Ева паричката. Десен падна, брат. Значи имаме договор. Ајде, вика анестезиолог. Нема анестезија. Па на живо. Мора да се спаси. Мора! Какви бубрези, какви носиме луѓе, само рецептија ми препишете грло што ме боли. Ау, пациентов е во бунило, давајте моторка, брзо, ајде. Чекай, тамо. Може да викнам технички пациент место мене? Може. Технички вака може? Може? Може. Може. Баба! Дојди ме, стара! Видовте ли како го пушти грлото, а? Видели ли, бе? 200 години можеме вака тераме, само да ги упрпаш малце. Колеги, јас мислам за ова да пишам по 5000 бонус. И обавезно пари за анестезија. Ојно рак видиш при тоа све. Баш ми беше драго. Технички, односно замениче, докторе. Замениче, докторе. Технички сум јас. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Гелот Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс Гел. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка.
Додирни ме случајно. Авалон продукција со гордост ви го представува најдобриот вокал на Балканот, Масимо Савиќ, со 2 супер ексклузивни концерта во Скопје, 3 и 4 февруари, Македонска филхармонија. Не пропуштајте. Авалон Продакшн. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Но пред самиот крај, верувам дека заприметивте дека не ги видовме нашите новинари како работат зад камерите. Тоа не беше техничка грешка, туку ќе ги погледнеме сега. Режија, пуштај! Вечер ќе ќе маче. А? Уредниче Номче, ќе може да ви поставиме 2-30 прашања? Може секако. Ајде, маче, ќе те барам после. Со кого разговаравте сега на телефон? Со жената ти. Што прво правиш кога ќе станеш? Он по нужда. Заш има некој прво се тушират, па после одат по нужда што не е убаво. Тоа се викат хигиенски преократ. Опиши се себе си со еден збор. Скромен, убав, љубезен. Која е последната порака што си ја испратил? Го е до едно одма да ми вратиш парите. Што последно си прочитал? Водомер. Мислам, која е последната книга што си ја прочитал? Искуства за иднината со Н од Н Груевски. Која е најтешката работа што ја имаш? Носам одлуки. Каков шампун користиш? Било каков, важно ми е да не ми цветаат врвоите на косата, заш косата треба да ми биде лелеава, што викаме ние охрид. Кога ти било најтешко? Сега! Ми олесна. Умилен политичар? Милошовски, секако дека не. Лидерот на неопределените. Кој ти е омилен спомен од детството? Ко бевме на екскурзија низ Југославија, едно чупе седмо оделение што беше се туфна во тоа Плитвички езера, јас го спасив. Некои луѓе ушче ме кълнат за таа работа. Кој ти е омилено јадење? Сарма. Кој глумец би те глумел во филм? Се знаете. Мија Калифа. Што би му рекле на малиот Номче од оваа перспектива? Мат. На малиот Номче, абе кад си ти бе? Абе гугу. Со што ги полните батериите? Со моите коковчина. Толку многу ме релаксират, едно чудна работа. Која ти е омилена песна? Моите убави очи. Мислиш твоите убави очи? Даде, моите убави очи. Кој е најдобар совет што си го добил? Од мајка ми, првата вода од гравот се фрлат. Од која мерка во редакцијата си посебно задоволен? Од успехот што успеавме да постигнеме негативен раст на платите за оваа година за 7%. Со кого би снимил дует? Кажи, ајде. Со дедо Стефан. Се шалам, не сум јас по поп музиката. Со охридски трубадури. Кажи менде. Ај сега кажи нешто што не знаеме за тебе. Знам ромски. Кажи нешто на ромски. Да една цигара бе. Се шалам. Ала Кари, те почавте нешто врло важно. Имаш ли неостварена желба? Имам. Да го фатам крстот. Хеј, немат неостварени желби за мене. Ау. Пријатно. Сејте море, ке частам, сејте оде. Руби. Тоа беше се од нас, фактичките водители на вчерашни новости. Ние бевме и сме вашите водители Јована и Јацо. Се гледаме во некоја друга прилика или што би рекол нашиот технички премиер, I'll be back. I'll be back и од мене гледачи.
나무를 불었었나. 아, 너 났거든. 한번 나가지고. 왜? Studio